Почитувани гледачи, продолжуваме понатаму со емисијава. Во продолжение на дневната соба ќе разговараме за банкарството. Морам да признам, не ми е омилена тема, меѓутоа се надам дека ќе истерам работата до крај. На моје задоволство, мои гости во оваа емисија се Сузана Бошковска, бидејќи дамите имаат предност. Сузана Бошковска Златаревска, раководител на оделението за маркетинг при Капитал банка, и Драги Попстојанов, наш сограѓанин, менаџер на експозитурата на Капитал банка за југоисточниот плански регион во Македонија. Тоа значи Гевгелија, Богданци, Дојран, Валандово, Струмица, Новосело, Босилово, Василево, Конче и Радовиш. Така? Така. Добро. Добар ден, добре дојдовте во нашава емисија. Ви благодариме на поканата. Така. Јас колку што се сеќавам пред не знам колку години, вие ќе ми кажете пред колку, чинам дека пред една деценија бев на отворањето на експозитурата на Капитал банка во Струмица. И она што го знам, дека Капитал банката беше фокусирана само за работа со бизнис сектора. Дали е тоа така? Така, јас би сакала само накратко да дадам еден краток историски осврт на банката. Карта, така. Капитал банка постои од 1996 година, стартувајќи како интернационална приватна банка, која што можеби во тој период беше синоним за старт на банкарството во Република Македонија, на македонскиот пазар, воведувајќи го картичното работење, банкоматите, посттерминалите и така натаму, да прерасне во она што е денеска после 22 години. Во 2007 година водечката групација од Бугарија, Alpha Finance Holding, станува наш мнозински акционер, кој што не воведува во една сосема нова структура на менаџирање, иновативен пристап и стратегија кон воведување на нови услуги наменети како за физички, така и за правни лица. Во 2008 година отвараме првата експозитура во Струмица. Токму така 10 години, како што споминавте и вие, сме веќе присутни на пазарот и тука во Струмица. Во моментов Капитал банка има своји експозитури во Скопје и Тетово, отворена во 2011 година. Во Скопје е присутна со 3 експозитури и 2 шалтерски места во склопот на АМСМ подружниците. И сега ќе ми кажете ли што е актуелно во работењето на Капитал банка, господин Попстојанов? Па, како што Сузана рече, ние имаме иновативен пристап после 2007 година во банкарството, а како што вие спомнавте, бевме концентрирани во првата фаза на функционирање на банката на поддршка на правни лица. Сега тоа е веќе надминато, значи се отвори комплетна лепеза и се отвори нови производи за финансирање на физички лица, за кои понатаму ќе дадеме осврт во понатамошното работење конкретно што нудиме и како нудиме. Така да ние спаѓаме, морам да кажам, во доменот на банките што се за поддршка на мали и средни предпријатија, бидејќи и самата банка е рангирана во мали банки. Знаете, ви има 3 категории банки во Македонија: големи, средни и мали. Ние се занимаваме со поддршка на малиот и средниот бизнис, кој сметаме дека е најголемо учество на пазарот. Моментално има малиот и средниот бизнис. Имаме лимитирање на финансирањето, значи не можеме да влегуваме бесконечно, тоа има правило од Народна банка спрема адекватноста на капиталот. Ние можеме да финансираме правни лица во висина до околу 600.000 евра, со одлука на надзорен орган, а со одлука на управен одбор, таа што е кратката постапка, до 150.000 евра. И имаме неколку производи за физички лица кои сме веќе ептен сме присутни и сме многу конкурентни на пазарот, што реков понатаму ќе позборуваме за тие производи. Кога сме веќе тука, господине Попстојанов, каков е интересот кај менаџерите, кај собствениците на малите и средни предпријатија од југоисточниот регион за она што го нуди Капитал банка? Па видите сега, ситуацијата во државата во последните неколку години не е на завидно економско ниво, тоа го знаеме. Сите фирми се соочија со финансиски проблеми и потреби, и да не се проблеми, значи светскиот тренд на финансирање на бизнисот е преку банки, така да сите се поставија така што ја бараат поддршката од банките за финансирање на нивните бизниси, и сметам дека тоа е и исправниот начин, бидејќи никој нема
веќе таков капитал што може со сопствени средства да финансира бизнис. Така. Добро. Госпоѓа Бошковска, вие ќе ни кажете, како што веќе рековме, експозитурата на Капитал банка во Струмица и не само во Струмица, најпрво се занимаваше со поддршка на мали и средни предпријатија, но веќе не е така. Почнавте го свртавте вашето внимание и кон физичките лица. Токму така. Да, кои пакети и зошто? Вака, би сакала да потенцирам дека и покрај тоа што ние, можеби според класификацијата на Народна банка сме во рангот на мали банки, сепак горди сме на интензивниот развој на кој што работевме во изминативе 22 години и конкретно акцентот ставајќи го сега на зголемување на портфолиото конкретно наменето за физички лица. Во тие рамки изминатава година дена банката конкретно се посвети многу на креирање на производи кои што треба ги задоволат краткорочните и долгорочните потреби за ликвидни средства токму на физичките лица. Кога збориме за краткорочните финансиски средства, зборам за оние мали износи на кредити до 60.000 денари, кои што на клиентите во известен временски период им се точно потребни за ден-два, нели да им бидат. За потрошувачки кредити, така, потрошувачки кредити кои што бараат од страна на клиентите се пројави потреба да бидат во брзо време и одобрени. Што значи тоа? Тоа значи да се обезбеди со минимална документација во кратко време да добијат првичен одговор и токму од истите причини банката во изминатиот период работеше на креирање на дигитална апликација, онлайн апликација, каде што клиентот му заштедуваме и време, и средства, и простор од аспект на аплицирањето. Клиентот може да аплицира од било кое место, ги поднесува документите исто преку онлайн пристапот кој што му го овозможуваме и доаѓа во експозитурата само за подпишување на договорите за кредитот, што значи дека во рок од 30 минути клиентот добива првичен одговор за неговото барање за кредит. Тоа е едно од новините кои што ги воведовме и морам да бидам искрена дека во моментов следејќи ги трендовите и она што го работат и другите банки, токму услугите на сите финансиски институции и на банкарските институции се наменети токму во тој сегмент. Кога збориме за оние другите долгорочните финансиски средства, се оние износи за кредити до 900.000 денари, над 900.000 денари, на кои што нели секојдневно ние имаме реална потреба од истите, дали тоа ќе ги користиме за реновирање на домот, дали за школување на нашите деца, за купување на автомобил или така натаму. Значи тоа се средства кои што и те како им се потребни на клиентите и во тој контекст би сакал да споменам нашата понуда во моментов доста актуелна, за која што имаме и рекламна кампања, нели, која што оди, тоа е Супер 5 потрошувачкиот кредит кој што се карактеризира со низа предности од аспект на Капитал банка нуди можност да за кредитот се аплицира со 0 денари административни трошоци. Значи со исклучително ниска, најниска каматна стапка на пазарот од 5%, без предуслов клиентот да стане примател на плата во нашата банка. Други трошоци за кои што го заштедуваме клиентот е тоа што овој производ го обезбедуваме без животно осигурување. Значи тоа се сите оние трошоци кои што во моментов се актуелни на пазарот кога се станува збор за потрошувачки кредити кои што ја зголемуваат стапката на вкупни трошоци за кредитите. Токму од истите причини нели беше креиран овој производ кој што е наменет за сите клиенти физички лица без разлика на износот на плата која што ја примаат, тука е наменет за сите во редовен работен однос. Така. Велите Капитал банка е мала банка. Претпоставувам не треба да ги делиме банките на мали и големи, туку на успешни и помалку успешни. Се слажуваме. Се надевам дека вие спаѓате во оние првите кои ги спомнав. Интересен пакет е тоа, интересни пакети за физичките лица кои го нудите, иако ако разговараме на ваше место кога би седеле граѓани, обични граѓани кои се клиенти на ова или на она банка, би рекле нема поволни кредити за граѓаните. Каде е тука вистината? Јас би сакала да верувам дека и сум сосема уверена дека работењето на банката и она што ние во моментов, нашите колеги, нашиот тим обучен, комплетно е посветен не на само кон зголемување на добивката на банката. Туку идејата на банката е токму на вин-вин ситуација, ако разговараме. Победници и вие и граѓаните, така? Значи, сите да имаме придобивки од
заедничкото работење. Нашата идеја е да градиме долгорочна соработка со клиентите. Не е соработка која што ќе се темели на еден продаден производ. Туку идејата е да понудиме токму комплетна услуга на клиентите. Дали тоа ќе биде само потрошувачки кредит, па ќе му возможиме да аплицира и за електронско банкарство, дали ќе му возможиме да биде известуван со SMS нотификација за успешни направени трансакции со неговата картичка. Значи, токму од тој аспект ние се трудиме квалитетната услуга да ја подигнеме на едно многу повисоко ниво. Значи, од она што во моментов е карактеристично на пазарот. Затоа и велам, постојано се трудиме да ги следиме сите трендови. Во таа насока, кога збориме што да понудиме на конкретен клиент, секогаш гледаме првично какви се неговите финансиски можности. Идејата при пласирањето на кредитите не е само да ги пласираме на пазарот и потоа да не може да бидат вратени. Идејата е одговорно да кредитираме. Токму од истите причини велам секогаш според финансиските можности на клиентот, неговата кредитоспособност се оценува и сме многу флексибилни од аспект на рокот на враќање на кредитот. Значи, ратата на кредитот да биде токму подготвена на оној начин да клиентот не ја осети при сервисирање на долгот. Затоа велам дека вин-вин ситуација е она која што ние го пропагираме. Дај Боже секаде да биде така со сите банки кои ги има, а во Струмица ги има многу, имате голема конкуренција, ако постои конкуренција и во банкарството, а секако дека постои, и токму од тие причини претпоставувам потребно е да работи и оделение за маркетинг во една банка, како што е случајот и со вашата банка. Има ли некакви промени од пред 10 години кога се отвори оваа банка во поглед на поддршката на малите и средни предпријатија? Или вие всушност и не знаете како било пред 10 години, бидејќи сте дел од таа банка не знам колку. 7 години. Ете така. Значи, промени стално има, како што Сузе рече. Ние секој пат работиме на нови методи на иновативност во применување нови методи на иновативно работење, така да пробуваме да бидеме што поблиски до клиентите, со што пониски каматни стапки. Тоа ситуација е вин-вин, каде што сите ќе бидат задоволни. Најпоследната промена е локацијски, бидејќи во експозитурата каде што бевме до пред некое време, се појави потреба малку да се реорганизира просторот или да се проширите, да се прошириме, се во смисол да бидеме подостапни за клиентите и да бидат по-комотни кои ќе дојдат кај нас, така да. Ама таа локацијска промена и не се забележува многу, така? Не се забележува бидејќи за късмет на банката се преселивме во просторот што лепеше до нас. Значи врата до врата, луѓето не ја ни приметија промената локацијски, но ја приметија внатрешно оперативноста на банката, бидејќи сега ставивме плюс шалтерски места, плюс места каде што можат клиентите побрзо да ги вршат работите и значи ја ставивме банката во подобра функција, оперативност на работење, се во интерес на клиентите. А граѓаните знаат кај се наоѓа експозитурата на Капитал банка во Струмица, тоа е на Струмичкото корзо во близина на зградата на Општинското собрание. Ајде малку околу тоа, какви се размислувањата на менаџерите на банката околу развојниот пат на оваа банка? Предпоставувам овде нема да застанете, туку работите и на нови проекти. Да. Нови пакети. Јасно, во моментов се работи на доста проекти, меѓу кои што би сакала да ги споменам, тоа е разработување и усовршување на електронското банкарство наменето за физички лица и за правни лица, воведување на нов сервис мобилно банкарство, SMS нотификација и комплетна онлайн услуга од аспект на кредитирање на клиентите. Тоа се проекти кои што се веќе во процес и се надевам во скоро време ќе бидат и во завршна фаза и се надевам ќе имаме прилика повторно да седнеме тука и да ги спромовираме. Дај Боже нека биде така, портите, вратите на мојата дневна сова, на програмата на ТВ Канал Одвис, ќе бидат секогаш отворени за секои новитети во вашата банка. Иако, знаете како велат, сиромашно општество, богати банки. Така ли е или не?
Јас не би сакала да размислувам така. Зашто? Од кои причини? Постоењето 22 години на пазарот збори за тоа дека со сите клиенти сме негувале долгорочна соработка. И во такви услови имаме клиенти кои што се од самиот почеток на банката. Во услови кога имате клиенти од самиот почеток на банката, значи ако една банка се развива благодарение на развивањето и на правните лица и развивањето на физичките лица. Зборам од аспект на нивното финансиско работење, од аспект на нивниот личен развој. Ниту една банка, ниту една финансиска институција не може да се гради и да негува историја на постоење, дали тоа ќе биде 20-50 години, ако во општеството не се движи напред и не се развиваат и правните лица, малите и средните предпријатија, значи самото стопанство не напредува, како и не би напредувале или би имало низок степен на вработување. Ако зборуваме за развојот на Капитал банка, имате ли во план, освен во Струмица, Тетово и Скопје, да се проширите во други градови во државава? Така, во моментов веќе во процес проширување на банката, но не на начин на кој што сите го очекуваат, односно со проширување на мрежа на експозитури и шалтери. Банката е во процес на склучување на договори со кредитни посредници, односно тоа се подружници кои што ќе ни излезат во процес, нели, да ни овозможат пред се да им излеземе во пресрет на барањата на сите клиенти од Охрид, Струга, Прилеп, Битола, каде што ќе можеме да бидеме застапени и да ги услужиме со сите нивни барања. Господине Попстојанов, кога веќе рековме дека сте менаџер за соработка со Југоисточниот плански регион на Капитал банка, колку имате соработка со службите од тој Југоисточен регион, како што е Советот за развој на овој регион? Посорувате ли такви контакти? Да не се погрешно формулираме територијално сум менеджер за Југоисточен плански регион, за правните лица поготово. Така. И соработката е отворена спрема сите, значи правни, физички лица, државни, приватни институции и така натаму. Значи ние сме отворени према сите, но претежно клиенти ни се бизнис клиенти од приватниот сектор. И тоа што кажевте вие, банките богати, луѓето сиромашни, не смееме да ги гледаме работи така, бидејќи ние влегуваме партнерски во проектите. Јас тоа го спомнав како предизвик, за да ве предизвикав да ми кажете убави работи, да ми кажете вин-вин, а тоа ми се допега така, убаво се лепи. Ние влегуваме партнерски, значи не е само улогата да им дадеме пари, него давајќи ни ги нивните биланси и нивните бизниси на увид, ние влегуваме и советодавно. Така. Бидејќи секој човек што работи некаков бизнис, после некое време станува сентиментален спрема бизнисот и некои грешки може и да не ги увиди поради сентиментот што преовладува. Ние како банка, бидејќи за тој бизнис немаме сентимента, имаме познавање од бизнисот, бидејќи доаѓаме од бизнисот, влегуваме советодавно, две глави повеќе мислат него една. Така да партнерството наше не е само пари да дадеме и да земеме камати од парите, него да дадеме и советодавна улога и да го насочиме таму кај што мислиме дека најдобро ќе профитира. Бидејќи поводот на овој наш разговор во рамките на оваа емисија беше да ги споделиме со гледачите новитетите во експозитурата или воопшто на Капитал банка во Македонија, кажете ми што понатаму? Понатаму продолжуваме. Дали испуштивме нешто во овој разговор? Што би рекле за самиот крај? Па јас би сакала само да се надоврзам на колегата Драги кој што спомна, се вклучуваме кон клиентите со советодавна улога. Нашиот тим на колеги е екипиран на тој начин да имаме точно профили на вработени кои што можат комплетно да одговорат на сите прашања на клиентите. И во таа насока имаме услуга лични банкари, значи тоа се оние корпоративни референти кои што можат токму да се најдат во таа ситуација и да им излезат од аспект на финансиски размислувања, каде понатаму бизнисот и како може банката да им излезе во пресрет во процес на градење на повисоко ниво на нивниот бизнис. Да. Неодамна прочитав некаде, не знам дека
во поглед на штедењето, најмногу штедат граѓаните во Република Македонија на возраст од 30 до 50 години, претпоставувам така и кај вас. Да, во принцип и тој тренд е карактеристичен за сите банки или на ниво на банкарскиот сектор, така и кај нас. Штедењето е се уште актуелно. Посебно кога се работи поактуелно е штедењето во динари отколку во девизи. Во моментов банката има специјално креирани производи кои што имаат фиксна каматна стапка. Сите значи штедни влогови до 12 месеци имаат загарантирана фиксна каматна стапка. За над 12 месеци, значи тие се со променлива каматна стапка. Актуелни се производите, значи нашиот тим на колеги во експозитурата Стонумица стои на располагање за сите прашања кои што можат клиентите да ги постават, си како контакт центарот кај нас во банката работи исто така од 8 до 16 часот. Медиумите сите од аспект на социјални медиуми, инфоадресата на банката, се трудиме на максимално брзо време да одговориме на сите барања, прашања на клиентите, се со цел да им излеземе во пресрет. Господине Попсенов, што би рекле за самиот крај на овој разговор? Па, како што рече колешката Сузана, значи ние, вие како што реклате, само земаме пари, не земаме, значи ние и даваме. Така. Даваме камати на штедни влогови, со фиксни камати, значи до 12 месеци и ги охрабруваме сите оние штедачи кои имаат проблем со чување пари дома, да дојдат кај нас, значи да го пополниме и тој дел. Посигурно е во Капитал банка отколку под Перница, така? Фондот за осигурување на депозити за износи до 30.000 динари, или 30.000 евра, да се извинувам. Тие средства се загарантирани, така да смитам дека свеста кај луѓето е сосема сминета во однос на минатото. Луѓето се чувствуваат посигурно кога ги чуваат средствата во банка. Така да смитам дека и така треба да продолжи понатаму. Мене не ми преостанува, пак ќе спомнам, банкарството не ми е омилена тема, меѓутоа се надам дека убаво го направивме овој разговор и јас ви благодарам за учеството во емисијава и како што веќе реков, вратите на мојата дневна соба во просториите на ТВ каналот ви се секогаш отворени за вас и за сите новитети во Капитал банка. Ви благодарам. Ви благодариме на одвоеното време. Почитувани гледачи, тука е крајот на емисијава. Се разделуваме со песната на денот, која вие избравте со вашите гласови. Станува збор за песната Домот го мирисам во исполнение на групата Алегро. Довидување.